Добар ден, драги ученици! Вие се наоѓате во e-училница на час по физика за 9-то оделение. Јас сум Фростина Мантева, наставник по физика и математика во основното училиште 11. октомври Центар, Скопје. На денешниот час, ученици, ќе ја обработиме следната наставна содржина. Што е топлина? Што вие, ученици, ќе научите на овој час? Ќе научите да ги опишувате поимите внатрешна енергија, топлина и температура. Ќе научите која е ознаката за топлина и мерната единица за топлина. Ќе научите да ја опишувате, односно да ја опишете појавата која настанува кога тело со повисока температура е во контакт со тело со пониска температура. Најпрво ќе одговориме на овие две прашања. Што се случува, ученици, кога загреваме котски мраз? И дали се менува агрегатната состојба на мразот при загревање? За таа цел ќе го погледнеме следното видео. Гледаме неколку котски мраз кои се загреваат, при што стануваат течност и на крај, со зголемување уште повеќе на температурата, стануваат газ, односно преминуваат во гасовита агрегатна состојба. Што се однесува пак до частичките, кога тие се во цврста агрегатна состојба, се движат најмалку. Кога мразот станува течност, частичките почнуваат да се движат малку послободно и побрзо и на поголеми растојанија. Кога всушност течноста станува гасовита агрегатна состојба, тогаш частичките се движат најслободно, на најголеми растојанија едни од други. Одговорот, ученици, на овие две прашања туку што го добивте, а еве го и овде. Мразот е во цврста агрегатна состојба. При загревање, мразот се топи и ја менува агрегатната состојба од цврста во течна. Со понатамошно загревање, течноста преминува во пареа, тоест во гасовита агрегатна состојба. Агрегатната состојба е состојба во која телата се наоѓаат во природата. Најчесто, телата се среќаваат во една од трите агрегатни состојби: цврста, течна или гасовита. Телата можат да преминуваат, ученици, од една во друга агрегатна состојба, и тоа туку што го видовме со топењето на мразот во течност, па на крај и претварањето во пареа, односно во гасовита агрегатна состојба. Од што се изградени, ученици, телата? Треба да знаете дека телата се изградени од честички, кои не се видливи за голо око. Честичките кај телата во цврста агрегатна состојба се поврзани со меѓусебни многу јаки врски. И затоа во претходниот пример тие најмалку се движеа околу својата рамнотежна положба. Кај телата во течна агрегатна состојба, таквите меѓусебни врски се многу послаби, а кај телата во гасовита агрегатна состојба врските се најслаби. Тоа го видовме и на претходното видео. Частичките на телата треба да знаете дека се во непрекинато движење. Дали загревањето на телата влијае на движењето на нивните честички? Што видовме на видеото? Еве уште неколку слики преку кои ќе разјасниме дали загревањето на телата влијае на движењето на нивните честички. На првата слика имаме две чаши во кои што има вода. Во првата чаша има загрејана вода,
во втората ладна. Во двете чаши се става кесичка со чај. На втората слика можеме да видиме дека двете кесички чај се спуштени во чашите. Но гледаме дека водата во првата чаша, во која што течноста е топла, почнува да се обојува, додека во втората чаша во која што течноста е ладна, немаме се уште такви знаци на обојување. На третата слика, некој временски период малку покасно, гледаме дека целата течност е обоена од чајот, од кесичката чај, додека пак во втората чаша, каде што водата е ладна, туку што почнало мало обојување на течноста од кесичката чај. Зошто, ученици, е потребна топла вода за чај? Во топла вода частичките се движат многу побрзо, отколку во ладна вода. Поради брзото движење, частичките во топлата вода имаат поголема кинетичка енергија од частичките во ладната вода. Частичките на водата при своето движење предаваат дел од својата кинетичка енергија на частичките на чајот. Па затоа тие се движат побрзо и побрзо се распространуваат во топлата вода. Частичките на водата внатре во чашата се наоѓаат во различна положба, при што, освен што имаат кинетичка енергија, имаат и потенцијална енергија. И што е важно да знаеме, дека збирот од кинетичката и потенцијалната енергија на секоја од частичките во едно тело се нарекува внатрешна енергија на телото или внатрешна енергија на сите тела. Како да се зголеми внатрешната енергија на ладна вода, ученици? Што мислите? Еве ќе го разгледаме пример 1. Што ќе се случи кога метален сат со ладна вода ќе го ставиме на вклучено електрично решо? Тоа ни е представено на следнава слика. Што мислите, што ќе се случи? Дали водата ќе се загрее, и ако се загрее или ако не се загрее, зошто би било тоа така? Електричната енергија, ученици, се претвара во внатрешна енергија на водата и затоа водата се загрева. Значи, електричното решо предава електрична енергија на металниот сат. Таа енергија се претвара во внатрешна енергија на водата внатре во металниот сат. И затоа частичките одеднаш добиле многу повеќе енергија отколку што тие вообичаено имаат. Се движат побрзо и затоа водата се загрева. Пример 2. Што ќе се случи кога во чаша со топол чај ќе ставиме метална лажичка со која ќе го размешаме чајот? Дали можеме да дадеме одговор на ова прашање? Сега имаме чаша со топол чај и внатре во неа ставаме метална лажичка за да го размешаме чајот. Дали лажичката ќе се загрее или не? Лажичката ќе се загрее и нејзината внатрешна енергија ќе се зголемува, а чајот ќе се лади и неговата внатрешна енергија ќе се намалува. Чајот предава дел од својата внатрешна енергија на лажичката, затоа нејзината внатрешна енергија се зголемува. Делот од внатрешната енергија што преминува од потоплото тело на поладното тело се нарекува топлина. И ова е многу важно да го знаеме. Од топлиот чај дел од внатрешната енергија преминала на лажичката, затоа што лажичката има помала внатрешна енергија од топлиот чај. И токму поради тоа, таа се загрева. Тој дел од внатрешната енергија од топлиот чај што преминал на металната лажичка се нарекува топлина. Еве ни слика во која што всушност
е представено тоа што досега го зборував. Треба да знаеме дека ознака за топлина е Q, големо латиница, и мерна единица за топлина е джул, се означува со Ј големо. Енергијата, ученици, само по себе преминува од потоплото на поладното тело, кога двете тела се во допир. Тој премин се одвива се додека има разлика во внатрешната енергија помеѓу двете тела. По некое време, двете тела ќе бидат во топлинска рамнотежа и ќе имаат еднакви температури. Треба да се знае дека температура е мерка за загреаност на телата. Треба да правиме, ученици, разлика помеѓу топлина и температура. Може би досега не сме ја знаеле и не сме ја правеле, но од сега натаму очекувам да знаете дека делот од внатрешната енергија што преминува од потоплото на поладното тело се нарекува топлина, а температурата пак е мерка за загреаност на телата. Ќе направиме едно кратко резиме на наставната содржина од денешниот час. Внатрешна енергија на телото е збир од кинетичка и потенцијална енергија на сите честички од телото. Делот од внатрешната енергија на телото кој преминува од потоплото на поладното тело се нарекува топлина, се додека постои разлика во внатрешните енергии, енергијата преминува од потоплото тело на поладното тело и температура е мерка за загреаност на телата. Се надевам дека тоа што го учевме на денешниот онлайн час ви е јасно. Ако е така, ќе преминам на домашна работа. Вие, драги ученици, за домашна работа треба да одговорите на следните прашања, односно да пополните и да одговорите. Под 1. Збирот на кинетичката и потенцијалната енергија на сите честички на телото се вика, вие ќе ми кажете како, енергијата која преминува од потопло тело на поладно тело, кога телата се во допир, се нарекува, повторно овде вие ќе пополните, мерката за загреаност на телата се нарекува, и овде ќе пополните, и ќе одговорите на последното прашање, до кога топлината ќе преминува од едно тело на друго. И треба да заокружите, топлината преминува од дали од поладно на потопло тело или од потопло на поладно тело. Вашите домашни изработки ги очекувам да ми ги испратите. Ви благодарам на вниманието, драги ученици.